Владата на СДС продолжува со незаконски именувања на непрофесионални и некомпетентни кадри. На незаконски и шверцерски начин владата на СДС сака да протурка партиски војници кои немаат доволно компетенции да управуваат со сериозни институции. Тоа е и примерот со именувањето на директорите на Службен весник, Државниот завод за статистика, Агенцијата за млади и спорт, Државниот архив и предлогот на владата до собранието за нов директор на Агенцијата за државни службеници. Ниту еден од споменатите и за оние кои согласно закон е предвиделно задолжително познавање на јазик немаат приложено сертификат. Разрешувањата се направени без претходен оглас. Пример за незаконско и некомпетентен кадар број 1 за нов директор на Агенцијата за администрација. Владата на СДС го предложи до собранието членот на највисокото тело на СДС, извршниот одбор Спасе Глигоров. Согласно член 16 став 1, директор на Агенцијата за државни службеници не смее да биде лице кој е член на органите на политичка партија. Со негово предложување, владата на СДС го крши и законот и наместо професионализација сака да спроведе груба партизација на администрацијата. Дополнително, не постои никаков законски основ за отповикување на досегашниот директор согласно законот за државни службеници. Тука имаме случај кој е јасен 100:0. Пример број 2. Вчера како партија го повикавме управниот инспекторат да реагира на случаите за незаконски именувања на непрофесионални и компетентни кадри. Наместо професионална реакција согласно закон, стигна одговорот на владата на СДС, разрешувајќи го актуелниот директор и именувајќи друг, на тој начин дисциплинирајќи го органот кој е најповикан да реагира на ваквото самоволие на владата на СДС. Пример број 3. Председателот на општинската организација на СДСМ Куманово, Мартин Костовски, кој во алкохолизирана состојба нападна двајца трактористи кои беа дел од протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, владата на СДС го награди и именуваше за директор на Службен весник спротивно на законот. Пример број 4. Дарко Каевски, кој се фалеше колку бил пијан, подпредседател на СДММ, вчера стана директор на Агенцијата за млади и спорт. Почитувани, ова е доказ за самоволието на СДСМ. Нивната борба не беше демократија и слобода, туку гола борба за фотели. Овие кадри не може да донесат ниту просперитет, ниту сигурност. Имаме еклатантно кршење на законите и полнење со непрофесионални кадри. Владата на СДС спротивно на закон предложи за директор член на највисокото партиско тело, како и низ за други отстапки. Очигледно, нивната задача ќе биде олеснување на државната каса, злоупотреби на овластувањата и партизација. Во оваа држава мора да важат законите. Апелираме веднаш до управниот инспекторат и трудовата инспекција да реагираат на вакви прекршувања.